Нов петок, нов тайм-аут во едно време, невреме, во време на пандемија на COVID-19. Може би ќе ви речам, ќе ми извините што денеска сум со маска, меѓутоа тие се правилата. Овој пат одбојкарски тайм-аут, со нас е една легенда на тетовската одбојка и посебно на одбојкарскиот клуб Шкендија. Со нас денес е Дорим Љума. Љума, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и да им го пренесеме твоето одбојкарско искуство на нашите гледачи. Добро, благодарам и на вам за поканата и пред се ја ги поздравувам гледачите на ТВ Кисме Наде. Љума, најпрво ќе почнеме од твоите почетоци. Од твоето прво запознавање со спортот. Знам дека освен одбојка имаш тренирано и други спортови, затоа велам со твоето запознавање на спортот, па потоа ќе префрлиме на одбојката. Во кој период од твоите млади години беше тоа и како започна да спортуваш? Да, заправо 1976-7 година, кога имав 14-15 години, почнав со младинската школа на Шкендија. И пред тоа, како сите тетовчани, спортот беше активен во Тетово, играв и фудбал и кошарка, меѓутоа одбојката во тоа време, во тие години, беше тренд во Тетово и јас чекорот го фатив со моите пред се другари од школото и така почнав со одбојката, со првиот мој тренер, професор Мифтар Зибери. Значи, така спонтано беше, меѓутоа и сега, ако одново би имал шанса, јас истото би го правел и во овој момент. А зошто беше пресудно баш со одбојка? Имате висина и за кошарка, веројатно добро би се снашле и во фудбал, еден центар фор со висина би биле добар, меѓутоа што беше тоа клучното, пресудното да се одлучите токму за одбојката? Па може би клучното беше тоа што тие години во Тетово одбојката зема замах. Имаше многу клубови, многу заинтересирани млади лица кои тренирае одбојка, многу легенди одбојкарски кои ги праќав преку утакмиците што ги играа во Тетово. Значи од тој аспект мене ми пресуди љубовта кон одбојката и јас мислам дека не сум сгрешил што сум го избрал тој спорт, пошто одбојката е како спорт еден од атрактивните спортови, со помал контакт, воопшто, да речем, нема контакт со противникот. Во тоа време јас физички бев малку послаб и така што одлучив, можеби фудбалот ќе беше преголем залак за мене и така што одлучив, пред се го сакам спортот, го сакав и во тоа време и одлучив тоа да биде одбојката. Започнувате во одбојкарскиот клуб Шкендија, тоа веќе го кажавме, во младинските категории. Прв тренер ви беше Мифтар Зибери, тоа го кажавме. Како се одвиваа тогаш тренинзите? Каде се тренираше? Уште немаше спортски сали, немало спортски сали во тоа време во Тетово. Да, две единствени сали во Тетово во тоа време беа салата во малата сала, не сегашната во гимназијата во Тетово. И втората беше која се користеше само за тренинзи во ДТВ Партизан во тоа време. Сега веќе не постои, таа сала е изрушена, а салата во гимназија уште е активна. Значи една мало саличе, но во тоа време беше дозволено да се игра и на отворено, значи надвор. Во Партизан сме играле доста утакмици, екипите околу Тетово, Лешок, Непроштено, Глоѓи, сите играја во отворено, така што условите беа никакви, меѓутоа желбата и љубовта кон спортот пресудуваше во тие години, така што Тетово во тоа време имаше доста активни клубови. Можам да речам, во тие години во цела Македонија имало повише
екипи во сојузните југословенски лиги, отколку сега што има активни во државната лига. Значи, тоа е разликата, иако без услови, без сали, меѓутоа љубовта кон спортот и ентузијазмот наш во тоа време пресудуваше, така што за тие години можеби достигнавме и убави резултати. Само да се надовржам на ова, еден податок од тој период во Југославија, во Тетово се игра општинска лига одбојкарска со 12 екипи, а денеска имаме 10 екипи во првата машка лига, нема втора лига. Добро се играло на отворено. Како тогаш на бетонско игралиште, на асфалтно игралиште ќе се фрлиш да спасиш некоја топка, дали имаше некој повреди, како тоа изгледаше? Добро, повреди имало секогаш. Меѓутоа се прилагодувавме во тоа време, можеби сега е безсмислено да зборуваме за такви околности, меѓутоа тогаш така беше и во тоа време имаше голем ентузијазам, големо ривалство, пред се екипите, тетовските екипи. Вие спомнавте дека имало 12 екипи само во општинската лига, а камо во републичките лиги, во сојузните лиги и така натаму. Тогаш трија ривалство пред се Шкендија, Лешок, Шкендија, Непроштено, Шкендија, Љуботен, Јуохром. Значи, имаше еден голем мотив кај сите нас да, без обзира што се играше и на отворено, на бетон, на асфалт, меѓутоа и тоа време пројде. Сега има многу поубави услови, меѓутоа за резултатите може да зборуваме. Сега има и гумена подлога, меѓутоа нема млади деца што ќе тренираат. Ќе се навратиме повторно на 70-тите, на 80-тите години, кога се случи дебютот за првата екипа. Да, дебютот за првата екипа се случи во 1980 година. Јас тогаш имав 18 години. Значи, станав стандарден член на првата шесторка на Шкендија. Меѓутоа, таква ми беше среќата што таа година со тој закон тогаш на сојузно ниво морав да одам на отслужување на воен рок, така што во октомври 1980 заминав за во војска и во тој период до 81 година, значи септември 81 бев во војска. По моето враќање во родниот град, со тогашните политички збивувања, за жал Шкендија се расформираше. Значи, државата одлучи да ја избрише екипата со нивни некои образложенија, што за овие години тие би биле, мислим, неприфатливи. Меѓутоа, така беше тогаш и Шкендија беше растурена како клуб. Јас продолжив 81 во Приштина бев на школување, така што со мојата кариера продолжив во Приштина и таму поминав 5,5-6 години во електропривреда Обилиш, тогаш член на првата Б Југословенска сојузна лига. Сега ќе го фатиме тој период во Приштина. 5,5 години во електропривреда. Како се одвиваа надпреварите, квалитетот на тие надпревари тогаш? Дали се боревте за влез во прва А лига, дали бевте за испаѓање? Како се одвиваа тие надпревари, тие сезони општо? Да, тие години, за тие години колку што ја престојува во електропривреда, ние стално се боревме за врвот на табелата. И пред мене такви биле околностите. Два пати учествувавме, тогаш имаше квалификации за учество во прва сојузна А лига и двата пати немавме среќа, изгубивме од првата година од Спартак Суботица, а втората година од Црвена звезда Београд. Значи, ние секогаш бевме при врвот на
првата Б, тогаш Западна лига. Значи имаше две лиги, Западна и Источна, така што на крај на сезоната имаше квалификации помеѓу тие две екипи кои би се квалификувале во прва лига, да. Значи вторите екипи, ние стално бевме према втората екипа во оваа лига. Да, во денешно време тоа би му дошло бараш надпревар да. за пласман квалификации во тога се тоа зборуваше. време, да. Во Косово игравте на отворени терени или веќе почна во сала да се игра? Не, во Приштина имаше убави услови, тогаш имаше голема спортска дворана која се изградила 70-тите години, така што ние имавме многу убави услови со голем спонзор, Електропривреда Обилиш, термоцентралата не беше спонзор. Прилично како Јуохром, што беше спонзор на одбојкарскиот клуб Јуохром, нас ни беше термоцентралата Обилиш и така што имавме оптимални услови, за разлика во Тетово што имаше услови. И резултатите, квалитетот беше на големо ниво. Ние често пати игравме пријателски утакмици со тогашните Вардар, работнички членови на Прва сојузна лига, со Рибница Кралево, со Црвена звезда Београд, така што квалитетот се обидувавме да го одржиме на високо ниво. Во таа лига имаше екипа од Тетово? Да, имаше Јуохром беше екипа од Тетово, која повремено беше екипа на втората, тогаш после се реквалификуваше лигата во втора сојузна лига, тогаш и Јуохром беше, работнички бил, Струмица била, сега да не се сеќавам на сите екипи, Борез, да. Значи пред малку реков дека можеби тогаш повеќе екипи имаше во сојузните лиги отколку сега што првата државна лига во Македонија. Како бевте пречекувани на гостувањата во Тетово? Кога доаѓавте да играте со Обилич, со Електропривреда Обилич во Тетово, како бевте овде пречекани од тетовската публика? Бидејќи ве знаат дека сте наш тетовчанец. Да. Имам едно големо убаво искуство со првата моја утакмица, дебито во Тетово. Тогаш игравме куп утакмица со Јуохром, Босна од Сараево и Виор Спорт Кралево. Значи, тогаш така беше системот на надпреварување на куп утакмиците. И првата утакмица моја во Тетово беше против Јуохром. Да не се фала многу, таа утакмица кои ја гледале, има луѓе присутни кои биле на таа утакмица, јас сум играл одлично, ние тепавме 3-1. Некои ме познаваја, пошто јас многу млад заминав од Тетово. Меѓутоа, некои не ме познаваја, така што во тек на надпреварот дел од публиката тогаш се играше во тогашното време Маршал Тито, сега Гоце Делчев салата. И кога си разменувавме страните, ме фаќаја од публиката: дечко, ти од Тетово си? Ја велам да, па зошто не играш за Јуохром? Па така, сега сум таму, можеби едно време ќе играм и за Јуохром. Така имам многу убави споменувања со таа утакмица, дебито моје у Тетово. Инаку публиката секогаш ме прифатило одлично, без разлика што во тие години бев противник на тетовската екипа, меѓутоа јас сум имал многу добри односи и со играчите, и со членовите на управите на Јуохром, на Љуботен тогашно време, така што не сум имал проблеми. Да. Имавме и други приказни од претходни гости, од пекарски гости што сме ги имале, кои што не биле баш така пријателски пречекувани во Тетово. Посебно кога ќе направиле трансфер од Југохром во конкурентска екипа, посебно во 90-тите години во работнички. Што следува во твојата одбојкарска кариера после Електропривреда Обилич? Да, после Електропривреда Обилич јас се вратив во Тетово и тогаш
Шкендија уште не беше реформирана. Инаку правевме обиди тоа да го направиме. За јас да продолжим со активното играње, јас продолжив во екипата на Југохром и тогаш у втора сојузна лига. Значи, тие години ги споминав во Југохром, имам многу добри спомнувања, спомени за тие години. Имаше една добра генерација тогаш Југохром, со Боро Чуприна, со Жарко Ристовски, со Ципа, со покојниот Мирчевски. Сега да не ги спомнувам сите, меѓутоа имавме добра екипа и постигнавме убави резултати. Игравме во европските лиги тогаш со Југохром, една година во Израел, другата во Кипар, едната во Словачка. Така што по реформирањето на Шкендија, мојата, мислим, отворено го кажувам тоа и сите го знаат дека мојата прва и последна љубов беше Шкендија. Јас се вратив во Шкендија да допринесем да Шкендија стигне на поголемо ниво во одбојка. Затоа и те најавив и тетовска одбојкарска легенда, меѓутоа и легенда на одбојкарскиот клуб Шкендија. Со Југохром, значи, веќе ги спомна оние европски надпревари, значи веќе говориме за во независна Македонија, после распадот на Југославија и она големо ривалство со екипата на Работнички. Малку тука ќе се задржиме пред да преминеме повторно на екипата на Шкендија. Како изгледаат тие надпревари со Работнички? Југохром успеа во тој период да освои неколку купови, играше и финале на првенството, меѓутоа никако не успеа да стане шампион на Македонија. Да. За жал, таа генерација на Југохром немаше шанси да се радува на таквата титула, инаку купот го освоивме 2-3 пати поред. Меѓутоа во првенството стално секоја се десеше нешто што на крај последниот корак не успеавме да го направиме. Последната година, тоа беше 97-ма, јас мислам, иако ние една недела пред првенството го освоивме купот, значи го декласиравме Работнички. Во финалето на плейофот, првата утакмица победивме во Скопје, беше многу голема утакмица со резултат 3-2, го пројдовме тоа. Тога се играше на две добиени утакмици, во реваншот во Тетово изгубивме со 3:1. Јас, за жал, таа утакмица првиот сет се повредив и тоа психички делуваше кај другите играчи, иако одиграја феноменално, меѓутоа психозата, таа тешка, имав голема повреда, делуваше да таа утакмица ја изгубиме, па ја изгубивме и втората во Скопје, така што не успеавме. Јас како активен играч, значи не успеав да доживеам шампионска титула, иако тоа го доживев во 2010 со Шкендија меѓутоа како тренер на екипата. Дали тогаш во тој период можевте да си објасните зошто во финалето на купот кога се игра еден надпревар можевте да го победите Работнички и го победувавте, а зошто тоа не можевте да го направите два пати во серија во првенството? Тогаш, не знам, можеби малерот беше тој, иако не треба да подцениме екипата на Работнички, има ја голема и јака екипа со одлични играчи, пред се со Митко Стојанов, со голем тренер, така што со Јошко Мислајловски, Миленковски, извините, и селекторот, тогаш беше и селекторот на репрезентацијата. Значи, ние никако не успеавме, можеби психолошки, да издржиме до крај, да дојдеме до таа титула. Иако се спремавме стално секоја за таа утакмица, меѓутоа еве така, иако не треба да ги подцениме ни можеби најтрофејниот, не можеби, него сигурно најтрофејниот клуб во независна Македонија,
екипата на работнички. После распадот на Југославија, Шкендија се обновува и одите во Шкендија, каде што и ја завршувате кариерата. Сега малку да се подсетиме на тие години. Споменавме со кои играчи бевте во Југохром, после обновувањето на одбојкарскиот клуб Шкендија, со кои играчи го обновивте клубот и игравте, мислам дека игравте и во прва лига во тој период. Ние пред се обновата на клубот беше иницијатива на првиот тогашен тренер професор Мифтар Зибери и претходната генерација активната играчи во бившото и во тоа време, значи пред се Намик Мустафа, Ариф Мусли, Сафет, Сали Алими, Насер Чамили, кој исто како играч играл и во Шкендија и во Југохром. Јас бев присутен таму, значи ние направивме иницијатива да се обнови клубот и успеавме да тоа го направиме. Во првата година почнавме и со постарите играчи што сакаја да помогнат, меѓутоа во одма го формиравме и младинската школа, така што почнаа младите да тренираат. Тие млади сега се уште активни, како и Илир Веля, Хабил Ајети и неколку други младинци, така што ние во тој ритам почнавме да се активираме во првата државна македонска лига. Успевате да изборите и пласмани во европските купови и мислам дека играчката кариера ја завршувате на 38 години во 2000 година, токму на еден европски надпревар. Да. Тоа беше 2000 година, нас како противник во Евро, тогаш Евроцеф лигата, ни беше противник екипата на Шеноа од Женева, Швајцарија. Првата утакмица ние ја изгубивме во Женева со 3:2. Во реваншот, тогаш немаше сала адекватна за тие надпревари, ние реваншот го одигравме во Гостивар, во салата во Гостивар. За жал и тогаш изгубивме со првата утакмица победивме со 3:2, а тука изгубивме со 3:2, меѓутоа во поен количникот бевме послаби и испаднавме од таа лига. И јас тогаш во тоа време играв либеро, така што после таа утакмица одлучив да се повлечам, да помогнем од страна на клубот, можеби за тренинзите и така натаму, така што и годините го направија своето. Јас одлучив после таа утакмица, иако имавме сите желба таја да ја пројдеме, јас мислев во второто коло да го одиграме Еврокупот и после тоа да се повлечеме, меѓутоа така беше ситуацијата и јас после таа утакмица одлучив да се повлечем од клубот. Значи од активното играње, не од клубот. Во меѓувреме мислам дека пропуштивме да кажеме, имаше и интернационална кариера. Да. Мислам дека настапуваше и во странство. Каде беше тоа и која година беше тоа од прилика? Тоа беше 90-та година, 90-91 сезона. Одлучив да и јас пробам моето играње во странство. Тоа беше во Швајцарија, Торпедо Цирих екипата. Во 90-91 сезона завршивме како втори во тогаш прва Б швајцарска лига. За малку не успеавме да се квалификуваме во првата лига. Меѓутоа после тоа јас одлучив да се вратам во татковината и да продолжам тука и со мојата кариера како спортиста, меѓутоа и деловната кариера. Така што мислам дека и не сум сгрешил, што сум го земал тој корак да тука продолжам и после тие години имав големи убави спомени во одбојката и обично во мојот живот.
Во тоа време и со Шкендија и со Југохром европските натпревари како домаќин ги играте во други сали. Во Тетово нема сал. Дали овие сали сега што ги има во Тетово што се направени исполнуваат услови за еден таков тип на натпревари? Па јас мислам дека некое од салите ги исполнува. Ние сме одиграле со Шкендија 2010, 2009, 2010, 2011 балкански куп надпревари. Значи, но тогаш бев како тренер, не како играч. Значи, има сали кои ги исполнуваат условите за такво нешто, меѓутоа ние имаме проблеми што сега немаме такви резултати да дојдеме до тие надпревари. Веројатно ниту средства во моментов за такви долги патувања низ Европа. Да. Пред да преминеме на тренерската кариера, вие бевте член и на првата репрезентација на независна Македонија. Кој беше селектор, кои беа играчи, против кого игравте во таа репрезентација? Да, првата утакмица званична на репрезентацијата после осамостувањето и после прифаќањето од ЦЕФ на федерацијата, ние одигравме утакмица против Австрија, таа е првата утакмица. Во тоа време селектор ни беше покојниот професор Митко Циев, со Јошко Миленковски помошник. Од играчите во тоа време бил, значи, покрај мене беа Митко Стојанов, сега не можем на сите да се сетам, меѓутоа по големиот број Жарко Ристовски, Владо Ципа, Да, ќе ни извинат, Да. тие што не можеме сега да се присетиме на сите. Коцевски, средниот блокер на работнички, Ричлиев од Струмица, значи таа генерација на играчи. Да. А пред приемот во ЦЕФ имаше и други надпревари репрезентацијата или Не, немавме званични надпревари, меѓутоа очекувавме дека такво нешто ќе се контролни надпревари, Да, пријателски како подготовка за ова што очекува Не после сме прием? имале мислим надпревари, меѓутоа тренинг утакмици да со клубовите домашни во нашето првенство. Да. Се сеќавате колку настапи имате за репрезентацијата? Па не се сеќавам сега. Тоа беше Австрија, Шведска, Норвешка, околу 10 и после тоа веќе доаѓаше крајот на мојата И кариера. доаѓа и помлада генерација на помлада одбојкари. генерација, така што и беше голем товар за мене. Значи, ние бевме само почетниците на тој пат на репрезентацијата, така што после нас дојда добри играчи, млади играчи и пред се големиот успех со квалификувањето на репрезентацијата за Европското првенство, значи со помладите играчи кои претежно настапуваат во странство или можеби сите од нив. Меѓутоа имаше добри резултати и после нашето повлекување од првата генерација што беше. Подоцна ќе те прашам мислење и за репрезентацијата за моменталната состојба. Сега ќе се вратиме повторно на твојата кариера. 2000 година завршуваш со активно играње на одбојка. Што прави после 2000 година Дурим Љума? Па после 2000-та јас претежно не бев активен. Значи, ја пратив одбојката, бев поседував тренинзи, утакмици на Шкендија, сигурно. Меѓутоа, не бев активен во мојот ангажман. 2006 година, после 2001, значи, кризното време, Шкендија таа година ја прекина надпреварувањето и после тоа 3-4 години не беше активна во македонската одбојка. 2006 имаше една иницијатива пак да ја активираме, да го активираме клубот и јас добив покана од тогашните иницијатори да бидам тренер на таа екипа и така и почнав
со тренерската активност и 2006 ние се вративме во првата македонска лига, тогаш федерацијата не овозможи поради претходната историја на клубот ни дозволи да учествуваме во првата лига и така почнавме со екипата, со играчите кои и за моје и како играч ги тренирав младите на Шкендија, таа генерација одма се активираше во таа прва лига. Тоа беше еден убав проект на одбојкарскиот клуб Шкендија, беше прилично амбициозен, морам да признам. Шкендија играше и во Балканскиот клуб и во Балканската лига, меѓутоа беше организатор и на многу квалитетни меѓународни турнири во Тетово. Тоа, како круна на тоа, беше и шампионската титула во, ако не се лажам, 2010-11 сезона, кога вие бевте тренер на екипата. Обично, моите гости ги прашувам дали имаат некоја неостварена желба. Последното прашање ми е, меѓутоа сега некаде на средината на емисијата, твојата неостварена желба да бидеш шампион со екипата на Шкендија и општо да бидеш шампион на Македонија како активен играч, ја исполнуваш во 2011 година како тренер. Како ги доживеа тие моменти на тој голем успех и за екипата на Шкендија и воопшто за тетовската одбојка? Па добро, претежно моја прва желба беше да да бидем шампион како играч, без обзира на во која екипа, дали Јуохром или Шкендија, меѓутоа тоа не се случи во мојата кариера. Секако успеав да го надополнам тоа како тренер на екипата на Шкендија. За мене е голем резултат и прв пат во историјата Шкендија да биде тренер, првак шампион на државното првенство. Во тоа време можеби и среќата беше наколнета према Шкендија, воопшто према Шкендија. Таа година и прв пат во историјата на клубот и фудбалскиот клуб Шкендија стана шампион, така што ако може да се каже тоа, ние освоивме дупла круна и во фудбалот и во одбојката. Нормално тоа со зборови не можем да го искажувам, меѓутоа голема една после толкав мина труд и како играч и како тренер, тоа е веќе врвот на кулминацијата на сите резултати. Таа година ние како одбојкарски клуб Шкендија ја освоивме и дуплата круна, значи првенството и купот. И во Балканското првенство освоивме третото место. Тие надпревари се одиграја во Романија. Ние бевме трети и тоа беше еден голем успех. И за мене лично како тренер, и за клубот, па и за македонската одбојка и за тетовската одбојка, воопшто за градот Тетово. Да, тогаш се играше и мислам дека наредната сезона беше Балканската лига, во Тетово гостуваа Будуќност, Единство и уште една екипа Тирана. сега и Студенти Тирана. Студенти Тирана, да. Таа титула на Шкендија, зборуваме за првенството, е единствена која што ја има освоено тетовска екипа. Значи и Југохром толку вложувања, толку голема позната екипа, 4 трофеи од купот, меѓутоа прва и единствена. За сега. За сега. Да. За сега. Дали тетовската одбојка и воопшто одбојкарската публика во Тетово во досгледно време, во скоро време ќе може да се израдува на уште една титула на тетовска екипа. Без разлика дали е Шкендија или е на Лирија или еве сега Универзитет Тетово постои како екипа и мислам дека се со Струмица тука некаде во врвот. Дали може да се надеваме на нова титула? Па зошто да не? Ние кои почнавме 2006 никој не помислуваше на такво нешто. Меѓутоа и најголемите оптимисти може не би го предвиделе и прогнозирале тоа. Меѓутоа ние стрпливо работевме. Јас и на управата им не им обеќав титула, меѓутоа им обеќав работа и стрпливост. Значи, доколку се работи градуално, постепено и со љубов према спортот,
Јас мислам дека резултатите не би изостанале. Сега, во ова време или во блиска иднина, дали може, зошто да не? Јас мислам дека може и Шкендија и универзитетската екипа на Универзитетот Тетово и може би и Лирија, но пред се јас мислам на Шкендија универзитети во идно време, значи би можеле, а Шкендија јас мислам дека е во добар пат тоа да го постигне. Може би не оваа сезона, меѓутоа може следната сезона. Зошто го велам тоа? Затоа што во моментот Шкендија има добар спонзор, атрактивен спонзор, има релативно добри играчи, има добар стратег. Јас ќе го спомнам тоа, Хабил Ајети е еден од најголемите играчи на Шкендија во историјата на клубот. И јас мислам дека тоа искуство што го доживеал и во, бидејќи он играл и во Работнички, и во Студенти Тирана, и во Шкендија, значи може да ги наследи искуствата тренерски и на Јошко Миленковски и на Ули во Тирана и може би и моите искуства како негов тренер, зошто тоа да не го спроведе и да го активира во Шкендија и во идно време и Шкендија. Моја, искрено да ви кажам, јас најповеќе би се радувал тоа да биде Шкендија идниот шампион на Тетовскиот град. Сега, пред малку ти реков ќе се навратиме на репрезентацијата, сега ќе искомбинираме едно прашање. И Шкендија годинава има квалитетен и амбициозен состав, меѓутоа и Универзитет Тетово ги споменав. Меѓутоа и двете екипи имаат странци во своите редови, имаат играчи од други градови, од Скопје и од други градови, а се помалку играчи од Тетово играат во тетовските екипи. Најголемиот успех на македонската одбојка, пласманот на Европското првенство во Словенија, во составот на репрезентацијата немаше ниту еден играч од Тетово. Значи, ако во минатото репрезентацијата важеше за комбинација на тетовско-струмичка одбојкарска школа, во овој момент, да, и скопска, со примеси на скопска, во овој момент е само скопско-струмичка репрезентација. Или од Источна Македонија, пробиштип имаме играчи и од другите градови. Што се прави или што да се направи на овој план, за да може и Шкендија, и Универзитет Тетово, па и во македонската репрезентација, носителите на играта да бидат домашни тетовски играчи? Пред се, јас мислам дека тоа многу зависи од спонзорите. За жал, спонзорите сакаат одма резултати. И во тој смер се изостанува, се испоставува младинската школа, иако Шкендија во моментот има прилично, релативно добра младинска школа, меѓутоа тоа сака време. Едниот пример е тој, второто е во тоа што Шкендија со неколку повторувања имаше прекид на своето делување. И така што тоа делува одма кај младинската предсе школа, нека поголемите играчи и после Хабил Ајети, јас мислам дека тетовец, репрезентативец во репрезентацијата немало, колку јас се сеќавам, иако тоа беше Гума како репрезентативец, Жарко Ристовски како селектор, меѓутоа после таа генерација веќе затоа треба пред се да се осврне внимание према младите. За 4-5 години јас мислам дека тие млади би израснале на играчи и утре би биле членови на репрезентацијата, сигурно, носители на игра. Вие го спомнавте Тетовската и Струмицката школа во бивша Југославија и после осамостувањето. Тие две школи беа најјаки во државата. Од после Скопската школа почна да се активира нормално со резултатите на Работнички.
Меѓутоа во ова време Струмица прилично добро продолжува, меѓутоа Тетово изостанува во тој аспект. Јас мислам Шкендија тоа ќе го надополни во идните години. Да, во Струмица веројатно имаше и улога и тоа што сите екипи се споија во една, зборувам за машките, и имаат една квалитетна екипа која што секоја година или е шампион или се бори за шампионската титула. Сите играчи се концентрирани на едно место, сите финансиски средства и на општината и на приватните фирми се сконцентрирани на едно место и тоа еве гледаме дека дава резултат. Сега вака едно прашање ќе ти поставам. Дали, што мислиш ти, која репрезентација на Македонија беше поквалитетна? Таа првата каде што играше ти или оваа што се пласираше на европско првенство? Сега, да не бидем субјективен, таа првата генерација имаше личности поголеми, значи како играчи. Меѓутоа успехот беше во оваа генерација млада. Значи млада, велам за нас млада, така што можеби за тоа време, во наше време се играло друга одбојка, сега се игра сосема друга одбојка. Значи во наше време по долго мојата кариера немаше либеро во одбојката, така што тие работи ги двајца играчи го одржуваа цело време приемот на екипата, а сега има подруги комбинации, меѓутоа искрено речено овој успех е сигурно најголем. Овој успех е голем веројатно и затоа што европското првенство сега се игра со 24 репрезентации во минатото ние беше. немавме таа шанса. Беше со 8, па со 12, па со 16, за сега да дојде со 24, веројатно и таа репрезентација со квалитет била во топ 24 во Европа, иако немала можност да игра на официјално европско првенство. Одбојката во годините кога ти почнуваш и денес е многу променета. И светската одбојка, па и македонската. Колку големо влијание имаше она промена на поените? Значи, порано се играше до 15 со промене на сервис, сега до 25. Колку тоа даде на динамика и на квалитет, меѓутоа и маркетиншки за да биде поинтересно за публиката на телевизијата. Да, сигурно. Сигурно има голем резултат во таа промена, пред се во таа, пошто во наше време се играше утакмица 3-0, меѓутоа траеше 3 сата. Сега и 3-2 да заврши утакмицата, највише би траело околу 2-2,5 сата. Јас се сеќавам на еден детаљ на една утакмица во Тетово, Југохром работнички, значи тоа ривалство, при резултатот 8-7 се играло 23 минути. Значи, ниједна од екипите не успеала да освои поен за 23 минути. Значи, тоа сега за 23 минути би завршил сетот сигурно, да. Значи, тоа има голем придонес што тоа се случи и промената на либерото, значи, ја олесни работата пред се на приемачите и на средните блокери, кои веќе не се мачат позади на поставата да играат во одбрана, туку што се концентрираат само за на мрежа, за блок и за напад. Тоа и комерцијално имаше голем удел, меѓутоа и повеќе почна да се прати одбојката после таа промена, значи и им се даде шанса и на послабите екипи да имаат шанса да победуваат. Инаку во наше време, ако една екипа е послаба, 3-0 не може да го добие, да ја добие утакмицата, мислим, минимално шанси би имала. А сега веќе таа шанса постои и за послабите екипи, така што можеби и тоа делуваше да одбојката беше повеќе присутна и на телевизија и да се гледа повеќе на утакмиците. Да, јас се сеќавам на некои надпревари од работнички со послаби екипи кога ги добиваа сетовите и со по 15-0. Да. Во тоа време. Кога се играше поквалитетна одбојка? Во времето кога ти играше 80-тите, 90-тите или денес?
Не, сега се игра сигурно поквалитетна одбојка. Мислим поквалитетно во зборот, поатрактивно се игра сега. Значи, во последните 10-15 години одбојката се оди повеќе на сила, отколку во наше време, кои што бевме играчи и техничари и силни, да зборам, така. Меѓутоа сега веќе е поатрактивно, поубоита и значи и на висина се оди, повисоки играчи даваат подобри резултати, така што јас мислам сега е веќе поатомска одбојка се игра отколку во нашето време. А кога имаше повеќе публика, денес или тогаш? Не, тогаш сигурно имаш. Мислим, зборам за наши реалности. За нашите, да. Инаку во светот можеби не е така, меѓутоа за наши околности тогаш имаше повеќе публика. Јас иако во Тетово не се играше една утакмица, туку 5-6 утакмици за викендот, така што имаше поголема публика и тогаш отколку сега. Тогаш веројатно не ни можело да се планира телевизиски пренос на некој одбојкарски надпревар од Тетово, бидејќи не се знае ни кога ќе завршат надпреварите. Сега има и телевизиски преноси, меѓутоа можеби во иднина ќе се врати публиката во салата, иако ние 2010-2011 тоа го направевме со Шкендија, меѓутоа секогаш резултатите го диктираат. И ја диктираат и публика. Шкендија имаше полна сала и на гости, односно на неутрален терен за купот во Скопје. Скопје против Борец, ако не се лажам, беше тој надпревар. 3-0 или 3-1. 3-1. Да. Што прави Дурин Љума после таа титула на Шкендија до денес? Па добро, сега сум јас да се изразам така во пензија, спортска пензија. Значи одлучив да, иако имав покана за реактивирањето на Шкендија, меѓутоа јас одлучив тоа да не го правам, туку да им се даде шанса на младите, пошто вечно не може ни Дурин Љума, ни Боро Ќуприна, ни било кој да се занимава со одбојката, туку треба да се даде шанса на младите. Јас мислам дека во тој смер правилно одлучив. Одбојката ја пратам сигурно, иако сега со овие мерки со COVID-19 нема публика, јас не сакам да присуствувам активно, мислим лично на утакмиците, меѓутоа ја пратам одбојката, поготово светската одбојка преку телевизиските преноси, повеќе италијанската, турската одбојка, така што не сум скроз вон одбојката, меѓутоа активно сум се пензионирал. Дали ќе да видиме повторно крај одбојкарските терени? Не на трибина, него во терен. На трибина сигурно, меѓутоа на терен не верувам. Јас сум одлучил да не бидем активен. Ќе помогнам сигурно во други насоки и помагам, уствари. Се консултираме со тренерот на Шкендија Абил Ајети. Кога има прашање, он ми се обраќа колку што можам од моје искуство, тоа им го кажувам, меѓутоа активно не размислувам да се вратам не во одбојката, туку во спортот, меѓутоа во трибините сигурно, додека имам здравје, Господ ако ми даде здравје, ќе присуствувам на одбојкарските терени. Веќе 50 на минути разговараме за твојата кариера, за тетовската, за македонската одбојка. За крај последно прашање. Една порака до младите спортисти и конкретно до младите одбојкари. Како од еден обичен, просечен одбојкар или спортист се станува врвен одбојкар или врвен спортист? Кој е рецепт? Работа и само работа. Тоа е краткиот одговор. Меѓутоа, пред се една друга порака сакам да искажам.
Зборувавме многу за нашето време и нашата генерација и споменавме дека немаше сали. Сега ги има сите услови во тој смер, меѓутоа нема екипи. Јас мислам дека пред се треба спонзорите да размислуваат, фирмите, општината, па и државата, тоа да го реактивираат не само во Тетово, туку и во Велес, во Штип, во, не знам, Крушево. Значи, сегде е истиот проблем. Ние си игравме и на бетон, и на асфалт, а сега сите услови околу салите ги имаат, неколку сали има во Тетово, што може да се користат, меѓутоа нема екипи. Јас мислам пред се треба да ги мотивираме младите, да се занимаваат со спорт, а пред се со одбојка, пошто во Тетово, ако збориме, традицијата е во одбојката, сем фудбалот сигурно, значи никогаш не сме имале голема кошарка, може ракомет оддамна немаме после шикелак. Значи одбојката сепак си остана активна во Тетово. Јас мислам дека треба младите да ги мотивираме во тој смер, а пред се и околу и општината, и спонзорите, и мислим приватните фирми, па и државата да најде методи да тоа го спроведе. А младите, јас мислам дека ако би се занимавале со спорт, а пред се со одбојка во Тетово, не би погрешиле. Јас лично, од моје искуство, може би материјално, финансиски си не сум добил многу од трудот што сум го дал, меѓутоа имам добиено многу појаки работи од колку финансиското. Значи, пријатели имам во цела бивша Југославија, Албанија, Косово, па и во странство во Швајцарија, во Турција исто. Значи, спортот овозможува и други работи, што може би без спорт не би ги добиле. Значи, во Тетово, ако некој го ако прашувате, или кој дурим, ќе ти речат одбојкарот, иако јас имам друга професија како бизнес, меѓутоа спортот е таков што и поготово во малите градови, во малите околини, младите може да придобијат многу нешта отколку седење во кафани и така натаму. И на интернет, на телефони, на таблети, да не збориме. Мислам дека и баш тоа и го уништи спортот. Да. Дори уште еднаш ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин, што гостуваше во Time Out и што им пренесовме на нашите гледачи дел од твојата кариера. Имаме да зборуваме многу, меѓутоа времето е толку, ни е кратко. Ќе имаме и друга прилика секако да разговараме и да раскажеме уште некоја приказна што остана недораскажана. Има многу, да, сигурно. Да, од некои добри одбојкарски времиња во Тетово. Благодарам ни вам и ви пожелувам успешна работа. Тоа беше Time Out со еден од најдобрите одбојкари во Тетово на сите времиња, секако легенда на одбојкарскиот клуб Шкендија, Дорим Љума. Јас наистина уживав да ги слушам овие приказни за времињата, за Шкендија, за Југохром, за електропривреда Обилиш во Косово, за македонската репрезентација, општо за тетовската и македонската одбојка. Вие немој да заборавите дека најдобрата спортска опрема за рекреативно па и за професионално занимавање со спорт е во продавницата на Асикс во Скопје Сити Мол на вторкат. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.